Премрзнати, полуголи и полугладни деца питачи по штипските улици има се повеќе. Може да се сретнат секаде, но најочигледно нивното присуство е пред маркетите и кафулињата. Има ли дечиња вака што просат, помагате ли кога видите? Да. Дава ми сум кај туш, таму живеам ја. И кога дам 5 динара или колку има, дава ми. Ево. Помагате? Помага ми, обовезно. Дечињата што просат, помагате ли така кога потражат пари, кога се... Ако имаме, помогнеме. Кога нема и за нас, не може да помогнеш, нели? Така, помагали ли сте до сега така што ги потражат? Па имам давано. Имам и дома тропнат на вратата по 20, некој 100 динара. Кој имаш, така дадеш. Секако тие никого не го оставаат рамнодушен, па за 10 или 50 денари секој се брка во джеб. И токму со ова, наместо услуга се прави проблем и се стимулира питачењето, но и злоупотребата на децата. За секој едно дете на улица стои еден или група на возрастни кои децата ги обучуваат за питачење, а потоа собраните пари им ги земаат. Ова е јавна тајна за која никој не зборува, иако се случува пред очите на сите. Тие ги злоупотребуваат децата. Не е за дето не знае, старите ги пушат да просат. Добро, вие лично ако видите некој ќе помогнете ли 10 динара, това е се? Ако е стварно загрозен човек, треба да се помогне. Али во е, не знам какво да ви кажам. Ова не е реалното. Што ги гледаме тука по улиците. Прва во регионот состојбата со питачењето и сите други видови трудова и експлоатација ќе ја истражува виничката ИНИ. Според нив, кога е во прашање овој проблем, државата никаде ја нема. Мислиме дека институциите овде малку каснат. Затоа што кренуваме прво од образованието. Баш овие луѓе, баш овие семејства кои се застигнати со ова, тие стално се селат. Денес се Виница, утре се Кочани, Штип, не знам, Радовиш, Кавадарци и така натаму. И тогаш тие се губи трага на тие семејства, на тие деца. Инаку, за питачењето или неговото помагање е казниво со закон, но се смета за прекршок, а не за кривично дело. Казните се минимални и се движат од 15 до 30 евра.